Ако утре се одржат парламентарни избори, ВМРО-ДПМН ќе победи со огромна разлика. Најголема доверба ужива Христијан Мицкос, додека пак рейтингот на Ковачевски го надмина оној на Заев, иако заедно го делат дното на анкетата. Покажуваат резултатите од теренското истражување на Ипсос. Според анкетата која е спроведена од 2 до 15 март годинава врз 1007 испитаници, највисок рейтинг од политичарите ужива лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски со 9%. Веднаш по него е председателот Стево Пендаревски со 6%, трет е премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски со 4%, па следува лидерот на Левица Димитар Апасиев со 3%, Али Ахмети исто така со 3%, Зијадин Села со 2% и Зоран Заев со 2%. На прашањето за кој би гласале доколку утре се одржат предвремени парламентарни избори, значајни 18,2% од испитаниците се изјасниле дека ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, скоро двојно помалку, односно 9,5% рекле дека ќе гласаат за СДСМ, 4,1% за ДУИ, 4% за Левица, 3,5% за Алијанса за албанците, 1,2% за БЕСА, 0,7% за Алтернатива, 0,4% за ДПА, 0,2% за ЛДП, 1,2% за други политички партии, а 16,5% од испитаниците биле неодлучни, додека пак 15,8% одбиле да одговорат и 24,6% се изјасниле дека нема да гласаат. Дел од испитувањето на јавното мислење биле и прашањата во врска со бугарското вето и барањето на бугарите да се вклучат во уставот. Па така, на прашањето со која од следниве изјави најмногу се согласувате, биле добиени следните одговори. 20% од испитаниците одговориле дека се согласуваат Македонија да ги вклучи бугарите во уставот, ако Бугарија писмено гарантира дека ќе го тргне ветото и дека земјава ќе почне преговори со Европската унија. Според анкетата, 39% од испитаниците рекле дека Македонија треба да бара реципроцитет од Бугарија. 10% се изјасниле дека Македонија треба безусловно да ги вклучи бугарите во уставот и покрај тоа што Бугарија не гарантира почеток на преговори со Европската унија. А 31% одговориле дека не знаат кое решение е најпаметно.